Девојче што лежи покрај тело на загината жена. Лешеви што одеднаш оживуваат, актери со нацртени рани. Тоа се дел од бројните фотографии и видеа што почнаа бргу да струјат низ социјалните мрежи откако почна војната во Украина. Но прашањето е, дали тие содржини се вистините или пак се дезинформации? Во секоја војна првата жртва секогаш е вистината. Македонските читатели не се имуни на пропагандите кои се шират околу руската инвазија врз Украина. Девојчето покрај загинатата жена беше представено како жртва од гранатирањата во Украина. Труповите пак, што оживуваат, беа презентирани како наводен доказ дека се лажираат снимките со загинати украински цивили. Но проверките покажаа дека тие ја искривуваат вистината. Фотографијата со девојчето е сцена од филмот 2010 година. Наводните лажни цивилни трупови пак се дел од протест против климатските промени. Овие содржини стигнаа и кај македонските граѓани. И дел од тие портали пред се, особено во онлайн или просторот, се ги користат таквиот тип на информации кои што најчесто се дезинформативни наративи, манипулативни наративи или наративи кои што не секогаш се држат до фактите, зошто за да добијат, како што рековме, повеќе кликови на своите страници. И тоа е она, да речеме, несвесна страна на ширењето на дезинформации. Многу повеќе загрижува појавата на свесно ширење на дезинформациите. Една поширока пропаганда на која што се подложни и дел од македонските медиуми. Веројатно самите си знаат или се поврзани во одредени мрежни испостави на онаа руска пропаганда за која што велиме дека има ставено капа во повеќе делови на светот, па така е тоа и тука. Снимките од убиени цивили во Буча го згрозија светот. Украинските власти ја обвинија Русија за геноцид, но Москва го негираше тоа. Во такви ситуации медиумите преземаат голема тежина на одговорност. Не може да се оди да се известува и да се пренесуваат информации по системот што некогаш го нарекувавме 5 минути за Хитлер, 5 минути за евреите. Вештината на балансот, уметноста на балансот е кредибилните информации, да се дојде до кредибилните информации, сепак да се дојде до вистината. А до неа сепак ќе се дојде ако се има одговорност и филинг за тоа што навистина е точно. Познавачите велат дека кај македонскиот граѓанин обстојува доза на скептичност кон информациите што доаѓаат и од западните медиуми. Сето тоа се комбинира и со едно чувство на разочараност кај македонските граѓани од Западот, генерално поврзано со евроинтеграцијскиот процес на Македонија, и се создава еден многу комплициран спој на перцепции кај луѓето за она што навистина се пласира во јавноста за агресијата во Украина, и едноставно не е лесно да се биде денеска перцепиент на овие информации. Битката со дезинформациите не се добива преку ноќ. За вистината да го најде патот до граѓаните, неопходни се одговорни информативни редакции, но потребно е и високо ниво на медиумска писменост. Тоа е еден значаен сегмент во општеството на кој што треба да се работи уште од прво оделение па натаму со децата. Меѓутоа, само тоа кажува дека ќе треба време и процеси да поминат за да го намалиме и за да го намалуваме влијанието од штетните дезинформации. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.